Во редната состојба, но и стравото од епидемијата се покажаа како идеални за дрвократците. Телевизија Стар денеска во рејонот на манастирот Света Недела забележа вистински масакар од бесправно сечење на дрвја и уништување на околната шума. Во полицискиот час и стравото од епидемијата, некои ова го видоа како шанса за криминал, а наочигледни се лошите намери на поединци се врз дрвата и оно малкото што останаа во штип. Тие безмилосно се сечат, како што може да покаже и камерата од она што останало од исечените дрвја. Гледачите на телевизија Стар јавуваат за безмилосна сеча на дрвата која се врши не само на ова и на други локации во Штипско. Може ли некој оваа Македонија, Република Северна Македонија, да го стопира тоа? Да стварно решат више крај на таа дрвосеча да што ја прават у село Шврлија, Никоман, Кошево, Калапетурци. Дали може да се стае крај? Па нагоре исечено се живо и диво. Па нагоре нема дрвце оставено. Сега што носат дрва, и круши, и сливи, дабова шума, се исечено, луѓе. Па тоа е стварно ужас, бе, браќа мили, бе. Еве, за 1. мај да излеземе горе, нема кај да седнеш, една водичка да се напиеш, бе, под сенка горе. Нима крушка, нима слива, нима кајсијичка, бе, браќа мили, бе. Состојбата со дрвократството, особено во рејонот на така наречената Мирјанина црква, е нешто што со години се влошува. Досега, крај на уништувањето на шумскиот појас околу Штип, не успеа да стави никој. Последен пат, телевизија Стар на дивењето таму апелираше пред неколку денови, кога некој таму си направил и приватен пат, што значи дека работите таму одамна си излезени од контрола. Ништо подобра состојбата не е ниту во Лакавичкиот и Плачковичкиот регион, каде, за волја на вистината, дрвократците исто така се господари на теренот. Ефектот е рапидно намалување на дрвната маса и загаден воздух, каков што во Штип никогаш и немало.